Почитувам председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Почитувани сопартици, почитувани граѓани и пријатели на Кривограштани. Би сакал да го почнам мојот говор со честитка до вас за денешниот голем македонски празник 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ. Пред точно 80 години на овој ден, во градот Херој Прилеп, група храбри македонски патриоти, идеалисти, започнаа неравна борба за ослободување на Македонија од фашистичкиот окупатор. Нивниот подвиг е запишан со свети букви во нашата историја, а резултатот од нивната жртва е создавањето на македонската држава во која денеска ние живееме. Но слободата, што тогаш со крв ја платија големите имиња на нашата историја, не е нешто што можеме да го земеме како здраво за готово. Слободата се добива, но и се губи. Тоа се лекциите од историјата. Секоја генерација има своји премрежија и своја борба. Така и денес, кога Македонија и незиниот народ пак се соочуваат со непријателите на слободата и правдата, кои се вгнездени во државата и кои се закануваат да го урнат тоа за што сонува и се бореа нашите предци. Резултатот од лошата и ненародна власт е секогаш ист. Тиранија, подјармен и ограбен народ и несреќни времиња. А лекот, повторно е, храброст против ставување. Драги пријатели, во недела, ширум земјава ќе се одржат локални избори на кои граѓаните ќе треба да изберат кој ќе управува со македонските општини. Како кандидат за градоначалник на општина Кривогаштани, добро се запозна со ситуацијата во која се наоѓаат нашите жители и нашите села. Видов дека обичниот народ е крајно незадоволен од ова што се случува и не живее добро, и не живее среќно. Сите се свесни дека нашата земја и нашето општество се на лош пат. Се поголем број семејства се во тешка состојба. Многумина ќе бидат без огрев оваа зима. Земјоделците се мачат да врзат крај со крај, инфлацијата бесне, а вработените страхуваат за своите работни места. Образованието не се цени. Младите што останаа бараат излез надвор од државата. А власта смета да ја искористи слабоста на луѓето, нивната мака, за полесно да ги притисне да гласат за неа и да ја дозволат да ги гази уште повеќе. Но власта го подценува народот. Секој знае како му и што чувствува во себе. Сиромаштијата нема да исчезне поради лагите на власта. Се што останува е храброст да се спротивставиме и да се спротивставиме одлучно со својот глас. За да една општина се развива правилно, потребно е добро управување. Доброто управување подразбира пожртвувано служење на интересот на народот. Подразбира користење на здравиот разум, стручност и честно работење. Тоа е тоа што ние како кандидати го гарантираме. Само со честно работење ќе можеме да ја реализираме нашата програма. А во нашата програма предвидовме корисни работи кои општината мора да ги заврши во следните 4 години. Ќе обновиме и ќе ја изградиме инфраструктурата. Ќе ја рехабилитираме водоводната линија Слава и Кривогаштани. И ќе ги довршиме започнатите одводи во населените места кои не се во функција со години. Ќе ги решиме проблемите со сметот и ќе воведеме централизирано управување со отпад со изградба на една централна депонија по сите законски прописи. Додека дивите депонии кои ги има околу сите села постепено ќе ги дислоцираме. Ќе ги приклучиме сите останати населени места на јавниот водовод и ќе гарантираме квалитетно водоснабдување. Ќе ги уредиме сред селата и сите слободни површини со паркови, зеленило и урбана опрема. Постепено ќе асфалтираме нови улици во сите села, почнувајќи од најприоритетните. Ќе го прошириме делот од регионалниот пат
во потегот Кривогаштани Обршани. Ќе го изградиме патот Боротино Славеј. Ќе го обновиме асфалтот на оштетените главни улици со главен приоритет на Пашиноровци, Гоѓани, Годивле и Врбјани. Ќе реализираме и други проекти и ќе се посветиме на сите области кои се во надлежност на општината. Најважно, за сите набавки ќе бидат со соодветен квалитет и по пазарни цени. Администрацијата на општината ќе мора да работи организирано, ефикасно и трудолюбиво, бидејќи нема да дозволиме безработништво. Комуналното предпријатие ќе го реформираме, ќе набавиме дополнителна опрема како багер и ново специјално возило за собирање на смет. Градинките и училиштата мора да бидат во најдобра организација и уредност. Но нема да останеме само на тоа. Постојат работи кои се од значење на населените места и населението во општина Кривогаштани, а кои не се во надлежност на општината, или кои се од заедничко значење за повеќе општини. Такви се, например, регионалните патишта или земјоделието, од кое целосно зависат поголемиот дел од домаќинствата на општина Кривогаштани. Ако градоначалниците се татковци на општината, тие мора да водат грижа за се што од интерес на нивните општини и на нивните жители, а не да бидат слепи послушници на нивните партиски шефови во владата и министерствата. Затоа, најавувам дека како градоначалник од државата уште од првиот ден јавно и медиумски ќе барам литна првокласна реконструкција на регионалниот пат Прилеп-Кривогаштани. Овој пат е во ужасна состојба. За ова заедно ќе се бориме со Борче Јовчевски, кој ќе биде новиот градоначалник на Прилеп. Исто така, заедно со градоначалниците на Прилеп, Крушево и Демиркисар ќе барам да лобираме за литна првокласна реконструкција со проширување на регионалниот пат Новосело, Галичани, Обршани, Бучин, Граиште. Најпосле, ќе бараме од државата да следи што се случува во земјоделието, да го штити интересот на земјоделците и цените на нивните култури, доколку власта како досега не се интересира за нивните проблеми. Ние ќе протестираме со нив во првите редови. За да ги постигнеме нашите цели како општина, мораме да водиме добра економија. Мораме да имаме финансиска дисциплина и нула безкорисни трошоци. Законот мора да владе и да владе еднакво за сите. Корупцијата мора да стане тотално минато и настрого да се казнува секој кој ќе се осмели да врши беззаконие. И мораме да ја почитуваме демократијата, да дозволиме слобода на говор, слобода на протест, слобода да се има различно мислење кај обичниот народ, кај вработените во администрацијата, не како сегашната реалност. Бидете сигурни дека ќе ги почитуваме овие принципи. За да најдеме средства за да ги реализираме сите наши зацртани проекти, ќе се насочиме кон европските фондови, државните институции, но и своите собствени приходи. Со домаќинско работење ќе успееме. Драги пријатели, со чисто срце ве повикувам да гласате за ВМРО ДПМН во неделя. Ние нема да рекетираме и да земаме провизии. Ние нема да го притискаме народот со закани и уцени. Ние не даваме празни ветувања. Гласајте за ВМРО ДПМН. Гласајте за бројот 7 на овие избори. Бидејќи тоа е единствениот начин по демократски и мирен пат да се спротивставите на власта која ве ограбува, која ве потценува и која ве омаловажува. Верувам во вас и верувам во себе дека ќе ви служам со цел свој капацитет и морал, за да придонесам нашата земјица да стане посреќна, побогата и позадоволна. За да направиме работи кои ќе се памтат подобро и кои ќе останат да бидат од корис на иднината. Ве повикувам да создадеме нова иднина. Да живее Кривогаштани, да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија.